Компаниите повторно извисија. Ке треба да се снаоѓаат како знаат и умеат за да ги исплатат платите за јануари. Владата ќе продолжи со субвенции, но само за февруарската и мартовската плата. Ова е содржано во петиот сет антикризни мерки кој беше презентиран денеска. Премиерот Заев е дециден. Од април па натаму директната помош ќе секне. Додека фирмите кубурат со пари и се пред клуч на врата, тој очекувал раст и развој. Помош за февруари и март во висина од 31 милион евра ќе добијат само фирмите кои имале над 30% пат на приходите во ноември, декември и јануари, споредено со истите 3 месеци во 2019 и 2020 година. Субвенциите варираат од 14.500 до 21.776 денари по работник и зависат од падот на приходите. Без разлика дали фирмите ќе ја завршат годинава со добивка или загуба, ќе треба да вратат дел од парите. Со новината, значи сега сите компании кои без разлика дали покажуваат загуба или успех, треба да 50% од субвенциите според законот треба да го вратат наредната година. Меѓутоа, тоа што е важно и позитивно за економијата е дека доколку тие средства ги инвестираат во наредниот период во раст и развој, тогаш ќе бидат ослободени целосно, значи субвенцијата 100% ќе биде во нивна корист за поддршка на растот и развојот не само во текот на 2021, туку и во наредниот период. Фирмите ќе можат наместо субвенции да изберат бескаматни кредити во дејностите туризам, занаетчество, угостителство, транспорт, организација на настани, приватни здравствени установи. Зависно од вкупниот поголем обем на работа и добивката, може да добијат неповретен дел од парите од 30 до 50%. Сепак најголема врева се крена за мерката со која владата најмногу се фали, а со која граѓаните се ослободуваат од камати за долгови кон јавни претпријатија и институции. Воопшто не се работи за нова мерка. Законот постои уште од лани, но не функционира. Премиерот Заев денеска го призна тоа, но уверува дека сега со измените ќе било поинаку. Проблемот во спроведувањето на досегашното решение е сегашното докомплетирање што ќе го направиме, а тоа е кога бришат одредени побарувања, тие се должни да платат данок на добивка на државата. Сега интервенцијата ќе се однесува во Законот за трговски друштва, каде што не само на јавните институции, не само сите оние кои што бришат камата, нема да морат да платат данок на добивка на избришеното. Тоа е конкретно за јавните претпријатија. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го нарече петиот сет мерки нов пакет за ново плjačкање на државата. Парите од претходните антикризни мерки не биле искористени, а според него помошта за плати треба да трае цела година, а не само 2 месеци. Не можам никако да ги прифатам овие акробации, бидејќи создаваат еден вид несигурност во бизнисот и луѓето практично не може да ги планираат своите бизнис планови на правилен начин. Бидејќи носиме решенија под притисоци, носиме адхок решенија денес за утре, наместо да имаме еден предвидлив период пред нас и период кога навистина ќе можат сите овие бизнисмени, луѓе кои што стопанесуваат и обезбедуваат плата, да го планираат својот бизнис и така на тој начин да ги планираат приходите за вработените. Петиот сет од 29 мерки тежи 160 милиони евра, од кои само 90 милиони се пари од буџетот. Во државната каса засега има само 50 милиони евра за оваа намена. Остатокот ќе се обезбедувал со ребаланс. Меѓу мерките има намалување на парафискални давачки, царински стапки, аконтации за даноци, одложени плаќање на даноци, помош за организирање настани, ослободување од давачки за концесии за медиумите. Сепак, оние што ненаменски претходно трошеле пари, нема да можат повторно да конкурираат за помош.